Тајната. Се можам преку Христос, кој ми дава сила. Стих 13. Секогаш има луѓе кои сакаат да ги знаат тајните на успехот и оние кои се занимаваат со пронаоѓање на најновите и најдобри методи. И луѓето ќе скокаат низ огнени обрачи и ќе потрошат многу пари за да постигнат успех. Постојат апликации за диети и вежбање, емисии за начин на живот, симпозиуми за успех, колумни, како да, подкасти и книги. За секој човек кој сака да ја дознае тајната, се чини дека постои уште еден подеднакво подготвен да даде совет. Но за Исус, кој ветува задоволност, сила и мир во секоја околност, групата на обожаватели е помала. Исус не обезбедува таен пат до успехот. Тој обезбедува духовен пат низ сите животни предизвици. Тоа не е порака која повеќето луѓе ја сакаат. Цената на учеништвото не се плаќа однапред. Не можете да извадите готовина од вашиот паричник за да го купите она што Исус го ветува. Павле сигурно никогаш не го направил тоа. Цената е во време насамо со учителот, слушањето на неговиот глас, љубовта кон неговите зборови и наклонетост кон расудување преку Светиот Дух. Цената е во тоа да бидете убедени дека неговата волја е подобра од вашата и можете да направите се што тој ве повика да правите, бидејќи тој ќе обезбеди се што ви треба. Цената е во искуствено учење, излегување од шамецот и одење по вода, ако тоа Бог го бара. И конечно, откриена е тајната на соочување со живот на задоволност, не преку заобиколување на пречките, туку со поминување преку нив, со внатрешна сила и сигурен мир. Ейми Клеменс. Додека се молите, заблагодарете му на Бог, зашто неговата благодат е доволна за вас, додека ја учите тајната на задоволствата.